Поздрав до гледачите на телевизија Ирис при привршување на сетот на разговори и интервјуа со деканите на факултетите од Универзитетот Гоце Делчев, каде што разговаравме за перспективите, за студентските програми, за студентите и се оно што се цели на високото образование низ фокусот на овој универзитет кој постои 11 години. И како што е редот, привршуваме со овие разговори, во разговорот со ректорот на универзитетот, професорот Блажо Боев, кому сега на почетокот му го честитам именувањето за дописнен член на Академијата на науките на Република Македонија, МАНУ, уште е МАНУ, и му посакувам успех во научната работа. Професор, добродојдете во мојата емисија и простите што го искористив овој момент за да ви ја честитам заслугата и именувањето во академик. Благодарам на вашата покана и како што знаете, секогаш сум отворен да дојдам во емисијата за било која тема што сметате дека е важна за гледачите да ја дискутираме. Професор, јас овој наш разговор ви го поделив во два дела. Сакам да развивам една теза која што вие, бидејќи сте научник и од техничката сфера, многу полесно ја разбирате. Тоа е дека низ целиот процес на едукација мора да имаме компарација со или мерливост со успесите на другите, за да видиме каде сме. Во филозофијата тоа е растеглива категорија, туку во техниката е мерлива. Затоа се обидов да направам некои компарации со развиените земји, нивните законски решенија и функционирањето на нивните универзитети. Прочитав доста околу функционирањето на образованието во Германија и тие секоја година нивниот министер излегува со проценка Министерство на веќе јавно објавени критериуми во кои што се прогласуваат 10 најуспешни универзитета. Мене ми во Германија, каде што има нешто повеќе од 100 и нешто повеќе од 300 високошколски установи. Но мене ми западна за око една реченица во која што веле: додите кај нашите државни универзитети, можете да студирате се што ви е потребно. Имат ли можност така нашите универзитети? Интересна е констатацијата што имате во поглед на образовниот систем на Германија, кој е еден од подобрите образовни системи во Европа, и не само во Европа, бидејќи има таму силни универзитети кои се високо рангирани на сите ранглисти, не само на шангајските, него на сите оние кои постојат во делот на рангирањето на високо образованите установи, да кажем, во светот. Меѓутоа, тој е огромен систем. Тој е многу тешко да биде, да кажеме, прилагодлив на нашиот високообразовен систем, бидејќи ние сме релативно мало образовен систем, каде што можноста за да се разглоби системот во поглед на она што значи универзитет и она што значи стручно образование, многу тешко би се изведело во нашите услови. Во германскиот систем на високото образование, универзитетите се во прав смисол на зборот универзитети и таму се добиваат знаења кои се важни за она што значи универзитет. Меѓутоа, голема спрега со стопанството има оно што значи стручно образование, каде што се наоѓаат огромен број технички професии, технички, да кажеме, струки кои од средното, да кажеме, образование, средно техничко образование, кое може да биде и дуално, во најголемите случаи е дуално образование, значи голем дел од времето го поминуваат во фабриките, во, да кажеме, во компаниите кои што продуцираат производи, потоа поминуваат на така нареченото стручно образование кои што исто дава соодветни знаења кои може да ги применат во стопанството. Затоа реков дека државните универзитети во Република Македонија, ако ги гледаме само нив во основ на она што го нудат на студентите и во основ на она што како знаење се продуцира на универзитетите, може да се каже дека се во некои обем мерливи со некои образовни системи во Европа, меѓутоа се уште не се на оно ниво што ги имаат многу други универзитети. Бидејќи ако бе така, ако би биле на тоа ниво, во секој случај би имале некој универзитет што би бил во првите 1000 универзитети рангиран. Меѓутоа знаете и сами дека ниту еден универзитет во Република Македонија не се наоѓа на тие ранглисти во првите 1000 универзитети во светот. И јас се надевам дека сите напори што се прават во општеството во поглед на преструктурирањето на високото образование, новите законски регулативи кои се донесуваат, во унапредувањето на квалитетот на високото образование, дека може би во кратко време, на некој, да кажем, прилагодлив временски период, некој од универзитетите во Република Македонија може би ќе се најде на тие ранглисти во првите 1000, што значи дека ќе биде мерлив и спортлив по многу параметри во она што значи, да кажеме, високо образование во Европа. Меѓутоа, пак уште еднаш ќе споменам дека имајќи се во предвид, сепак мислам дека
државните универзитети во Република Македонија се уште на задоволителен начин даваат образование што е употребливо за студентите во времето во кое живееме. И мислам дека во тој аспект не треба да имаат резерва студентите дали ќе може да се најдат на високообразовниот простор на знаење, да кажем, или на работниот простор за потреба на работна рака во Европа, бидејќи сепак знаете дека Европа се отвора и дека голем дел од нашите студенти кои студираат на нашите универзитети сигурно нема да работат само во Македонија, него ќе работи во другите европски држави. И мислам дека во тој поглед не треба да имаат резерва дека знаењето кое ќе го освојат на државните универзитети ќе биде во доволна мерка комплементарно, за да може да се справат со предизвиците на работно место кој ги бара во Европската унија. Уште малку ќе се држиме на оваа тема и на оваа споредба, а тоа е на начинот на финансирање и функционирање на високошколските установи во Германија. Рековме како репер кон кој што може и да се стремиме, нели? Бидејќи тоа дава квалитет. Ректорот на факултетот во Дармштат рече вака: јас сум дел од таа комисија за постојано прилагодување на високото образование кон потребите на општеството и вели ние започнавме со реформи пред 12 години во гимназиумот, а тоа е еден од чекорите до бачелор и до мастер, ако според болонската диплома. Сега, ние имавме на долга традиција од 20 на 30 години на висши школи, на 2-годишни делови од високото образование и сето тоа како меѓупростор го укинавме. Да. Сега гледаме дека ова дава резултати. Што мислите вие како ректор на универзитетот? Потребно ли е таков меѓучекор? Во секој случај прилагодувањето на образовниот систем не треба да биде врзан само за еден степен на образование, например само за високото. Не може да го прилагодите само него, доколку не се вратите и во другите степени на образование, како што е средното образование и основното образование, во секој случај може би и предшколското образование, бидејќи голем дел од навиките се градат и во другите степени на образование. Она што го имавме порано во поглед на образование пократко од 4 години, да кажем, или од 5 години образование, универзитетско образование, во одреден временски период мислам дека имаше резултати и мислам дека и сегашните нови законски решенија, а и претходниот закон тоа го нудеше, образование пократки од 4 години. И мислам дека тука треба да се изврши прилагодување со пазарот на работна рака односно со стопанството, за да може голем дел од тие професии, од тие профили да бидат комплементарни со она што го бара стопанството. И мислам дека во тој контекст гледано, дека голем дел од она што значи универзитетско образование ќе се растерети во поглед на образовување на поголем квалитет на високото образование, бидејќи можеби ќе се намали бројот на студенти на високообразовни установи, меѓутоа со големи квалитетот на високообразовни установи, во она што значи универзитет. Затоа што во многу професии немате потреба од такво образование, од класично универзитетско образование, бидејќи тоа се сепак знаења што ги бараат специфични професии и профили. Стопанство во голем дел на случаи не бараат такви знаења, него бараат прилагодливи знаења во делот на она што значи производство и на она што значи, да кажеме, реален живот денеска што постои. Мислам дека во тоа насока би требало да ги минуваме нашите образовни курикулуми во она што значи поспецифично образование, специфицирано образование за потребите на стопанството. Мислам дека во тој контекст многу од она што значи образовни курикулуми може би пократко 4 години. Професоре, овде се наметнува уште едно прашање. Тоа високото образование е елитизам на една популација во која што најупорните, интелигентните, оние кои имаат најголема желба, се стекнуваат со знаење, да никој не зборува за дипломи. Но секаде на светот големите универзитети, па и високото образование е елитизам. Кај нас го сведовме на завршување на еден циклус. Треба да бидеш факултетски образован. Како да го заборавиме оној елитизм, бидејќи така се прават и општествени, технички, истражувачки и други елити. Не недостасува ли потребата од ова, го извлекувам од вашата теза, дека е нужно поголемиот квалитет да помине во универзитетите? Иако може би лошо ќе ни звучи тоа елитизм. Не зборуваме дали ја нема да го употребам формулацијата елитизам, него ќе употребам може би елитно образование, кое е малце поприлагодлив термин во поглед на нашите сваќања за општеството и за позициите на луѓето во општеството. Меѓутоа сакам да кажам дека квалитетот на високото образование нема алтернатива, доколку вие имате намера да произведувате луѓе кои ќе се снајдат во општеството и кои ќе бидат на корист на граѓаните. Немате потреба од огромен број, да кажеме, на
високообразовни дипломи, ако во тие дипломи нема доволно знаење. Бидејќи во тој случај граѓаните нема да имаат многу корист од сето тоа, затоа реков дека концептот на универзитетот што треба да дојде во блиска иднина треба да се однесува и на тоа да универзитетите буквално извршат одбирање на она што значи нивни студенти по сите параметри, дури по делот на финансирањето на тие студенти да студират на тие универзитети, бидејќи престижот на големите универзитети е баш во тоа да ги имаат најквалитетните студенти. Универзитетот продуцира знаења, продуцира нови знаења, продуцира истражувачки резултати, продуцира пренос на знаења во она што значи реален живот. И мислам дека во таа насока ќе мора да се менува и нашиот систем на високо образование, ако сакаме да се малце повеќе прилагодиме на она што значи европски норми и европски, да кажеме, трендови што постојат. Вие знаете дека скоро ќе почнеме да преговараме со Европска унија, веројатно ќе се отворат некои поглави можеби до крајот на годината, не знам, се надевам дека тоа ќе се случи, бидејќи едно од тие поглавија е образованието и науката. И ние ќе мораме да се прилагодуваме на тие европски норми и европски процеси, бидејќи воспротивно не можеме да ги исполниме критериумите што ги бара тоа прилагодување во поглавите кои се насочуваат на образованието и на науката. Затоа реков дека неминовно ќе дојдат прашањата кои се врзани за квалитетот, за повисок квалитет, што значи од една страна, од друга страна и за начинот на финансирање на високото образование и значи да науката во целото образование. Професоре, кога ги погледнете параметрите или споредба кој нам колку кошт чини еден студент во овој пат ја зема за пример Германија и кај нас се гледа дека ние сме многу ефтино кај нас студирањето, меѓутоа кога ја видите структурата на буџетирање на тие универзитети се појават неколку ставки. Германија е спецификум, сојузна држава, има разните буџети, но има една интересен податок. Најуспешните 10 универзитети и најмногу имаат самофинансирање по основа на истражувачки центри, учество и реализација на проекти. И таму, како што вие во нашиот неврзан разговор кажате, имаме универзитети кои имаат нобеловци. Да. Може ли да се стреми комплементарноста на Универзитетот Гоце Делчев кон тој дел истражувачки? Вие сте од Рударскиот факултет, каде што во Македонија сега имаме дилема околу тоа, но науката мора да си го каже тоа, да тоа биде бенефити за универзитетот. Во секој случај, модерен универзитет подразбира дека во него ќе имате голем истражувачки компонент. Не подразбира дека ќе имате само образовна компонент. Тоа е невозможна работа на универзитетот доколку сакате да продуцирате знаење. Знаењата се продуцираат во истражувањата и се пренесуваат во образовниот систем до оние кои се студенти. Затоа реков и не само тоа, него студентите во делот од своето студирање се вклучени во истражувачките активности на универзитетот, за да можат да добијат поквалитетни, поизворни знаења. Финансирањето на универзитетите е реков вклучен сегмент во она што значи развој, доколку сака да имате развој. Не може да го финансирате само по основ на наука, по основ на образование. Така, мора да го финансирате и по основ на истражувачки активности, што е спремен да ги прави и што е спремен да придонесе во развој, да кажеме, на патентите, на новите сознања, на новите технологии, она што значи отварање на нови работни места, бидејќи на база на иновациите и истражувањата се отварат работните места. Вие не можете да отворите работни места колку немате иновации. Како ќе влезете во системот на отварање на некоја стартап друштво или спин-оф компанија, доколку немате иновација, доколку немате предмет што ќе биде основното работење во таа компанија. Затоа реков дека тие развиените универзитети имаат многу големи истражувачки потенцијали. За жал во Македонија, можеби сега во донесувањето на законот за наука, кој следи после донесувањето на закон за високо образование, можеби се предвидат инструменти со кои ќе се обезбедат, да кажеме, услови за подинамичен развој на науката во Република Македонија, а бидејќи науката во 99% на случаи е концентрирана на државните универзитети, јас се надевам дека тука ќе добиеме еден модерен универзитет кој ќе има своји, да кажеме, потенцијали за развој. Мора да формираме некои фондови за наука во Македонија по принципот, да кажеме, на Германскиот фонд за наука, на Австрискиот фонд за наука, на другите фондови за наука што ги имат во развиените европски држави. Не можеме ние да бараме цело време средства од меѓународните асоциации, а ние да не вложиме ни денар во таа работа. Затоа реков дека се надевам дека ќе одат реформите во таа насока, да се овозможат и развојот на научни потенцијали на универзитетите, за да може да имаме едно поквалитетно образование. Така. Професоре, сами рекате дека за успешно функционирање на универзитет потребна е и правна рамка, ма која ќе биде со малку на еден подолг рок. Ние наместо прилагодување често правиме и системски промени на законите.
2 месеца е новиот закон за високото образование. Министерката Десовска, веќе поранешната министерка, на интервју Ирис телевизија рече дека е задоволна од решенијата, посебно со тоа што ги вклучила високошколските установи, универзитетите во донесувањето на законот. Вашето мислење околу новиот закон? Да, новиот закон за високо образование е веќе во употреба околу 2 месеца. Ние како универзитет се наоѓаме во прилагодување на основниот документ на универзитетот, тоа е статут на универзитетот, и веќе е во завршна фаза изработката на него и согласувањето на него со новите законски определби што постојат закон за високо образование. Јас бев учесник на работната група за изготвување на закон за високо образование во Министерството за образование заедно со Министерката Десовска, и не само јас, беа и другите ректори на државните универзитети и на приватните универзитети. И во тој контекст гледано, мислам дека јавноста во донесувањето на актот е обезбедена. Имаше јавна расправа во Собранието на Република Македонија, имаше јавна расправа во интервјузетската конференција, така да мислам дека од тој поглед е обезбедено јавноста во донесувањето на законот и во поглед на тоа да се чуат мислењата на фелата. Меѓутоа, сепак треба да имате секојаш преглед дека законодавецот има своји намери во донесувањето на законот, некои работи наши се прифатени, некои не се прифатени. Меѓутоа, генерално гледано, мислам дека законот прави квалитативен исчекор во поглед на она што значи уредување на материјата на високото образование во овој момент со овие услови постојат, и мислам дека доколку се реши и проблемот со финансирањето на високото образование, мислам дека ќе биде доволно добра законска рамка за наредниот период, и мислам дека ќе ги реши голем дел од проблемите што постои високото образование. Тој не е идеален закон во секој случај гледано, и немојте да очекувате дека идеално може да ги реши проблемите во високото образование, меѓутоа реков, во овој момент во доволна мерка квалитетно го решава проблемот на високото образование, во интерес на сите високообразовани на Република Македонија, високообразовани, да кажеме, установи. Тука главно место би требало да имаат државните универзитети со потенцијалот што го носат во себе, и мислам дека во идниот период кој доаѓа, дека заедно со законот за наука, кој би требало да биде составен дел или комплементарен дел на овој закон, мислам дека многу проблеми ќе бидат решени. Од таа расправа, јавната расправа во Собранието околу новиот закон излезе и една друга дилема во која што не се сеќавам точно кој од пратениците рече вака отприлика, универзитетските професори треба низ сопствената дискусија да изпрофилираат што е тоа универзитетски професор. Не само рамката која законот ќе представува, бидејќи скоро 4000 универзитетски професори во Македонија се потенцијално доколку се професори, доколку се само наставници, предавачи на високошколски установи, за кои што ние како општество се сомневаме во нив. Со тоа го дерогираме и мислењето за државните универзитети, за кои што сите како граѓани допринесуваме и очекуваме повисок квалитет. Останува ли тоа професорите да го решат или да го реши тоа законот, поточно тама каде што тоа се решава? Начинот на изборот на професорите е составен дел на не само на новиот закон за високо образование, на сите досегашни акти кои регулираат материјата на високото образование. Во некои случаи, во некои моменти, да кажеме, малце по-рестриктивно, во некои моменти малце по-либерално. Меѓутоа, основен инструмент за избор на професорите постои, и тој во доволна мерка во овој момент ја одразува состојбата на високото образование и на професорите во високото образование во Република Македонија. Ако мислите на тоа дали треба да се големуваат нормите за избор на професори во високообразовани установи, во секој случај да. Факторизирано терминот професор. Значи не можеме да го девалвираме универзитетски професор со тоа што имаме квантитет, а во исто време да се сомневаме во квалитетот. Мора да кажа, простите, професора, ама 4000 универзитетски професори за држава како Македонија сепак е поголема бројка. Она што се случувало во минатото во поглед на отварањето на поголем број на високообразовани установи, во секој случај извршило притисок во поглед на бројот на професорите на високообразовани установи. Мислам дека, реков, со некои инструменти, да кажеме, за јакната рамка во поглед на тоа как се бираат професорите и на кој начин се бираат професорите, мислам дека може да се делува во сферата на тоа да имаме квалитетни професори, бидејќи основен инструмент за сака да имате квалитетно образование треба да имате квалитетни професори. Доколку ги немате тие, можете да замислувате дека ќе имате квалитетно образование. И мислам дека тука е клучот на тоа да се разбере дека позицијата професор е институција, сама по себе е институција тоа. Доколку ја гледаме на начин дека е институција со неприкосновеност во нормите на однесувањето, во етичките кодекси на однесувањето, во она што значи дека
слободата на универзитетот и автономија треба да развива во поглед на тоа да работат повеќе, а не помалку. Мислам дека може да добиеме професори од висок ранг. Универзитетите се автономни установи во поглед на тоа дека може да креираат околина и самостално може да ги решаваат проблемите кои после установат. Универзитетите во рамките на таа автономија, професорите имаат автономија на професорската позиција во поглед на тоа да предаваат што оценуваат дека треба да истражуваат, по наш сметка во тој момент дека треба да истражуваат. Меѓутоа не треба да се свати во поглед на тоа дека треба да работат помалку отколку што треба да се работи. Реков, автономијата треба да гарантира дека тие ќе работат многу повеќе од тоа што треба да го работат, бидејќи никој нема да им одредува колку треба да работат. И мислам дека во таков надпревар во делот на автономијата, од поглед на тоа да професорите работат многу повеќе од тоа што некој очекува од нив, а сепак да бидат слободни во мислата и во своите делување, мислам дека може да створи добар амбиент за квалитетни професори и квалитетно високо образование. Да се вратиме или поточно да не отидеме подалеку од универзитетот Гоце Делчев, измена и ова школска година. Еве, како што велите сега промената на статутот усогласување во однос на новиот закон, како прв човек на универзитетот, што ќе речите за 2017 и 2018? Имаше успеси или имаше и заставува развојот? Јас генерално ќе оценам дека универзитетот е во континуирана нагорна линија на развојот, со сите своји проблеми што ги има во тој развој. Мора да сватите дека е ова установа што постои многу малку временски период, 11 години. Не се градат установи за толку временски период, меѓутоа сепак реков универзитетот покажа во сета околина што има во Македонија како високо образовен простор дека успеа да се снајде во просторот на високото образование, да се позиционира високо на второто место во рамките на државните универзитети во Република Македонија. Тоа не е мала работа. Мора да сватите дека овој универзитет има големи проблеми, тргнувајќи од кадровскиот потенцијал на него што постои. Тоа се млади кадрови, од друга страна незаокружени кадровски потенцијали на поголем дел на факултетите. Нема подмладок на универзитетот, нема асистенти на факултетите и мислам дека сето тоа влие во поглед на тоа да се обезбеди поголем квалитет во високото образование. Јас се надевам дека ќе се отворат вратите на универзитетот во поглед на прием на млади асистенти. Реков дека се надевам, не зависи од универзитетот, доколку би зависело од универзитетот, би ги отворил вратите уште вчера. Меѓутоа, голем дел од прашањата за прием на млади асистенти на универзитетот кои се неопходни и кои има потреба од нив, лежи во системот на финансирање на високото образование, бидејќи сепак тие се финансираат од државата, а отварање на ново работно место е сепак врзано со постојки процедури во државата. Затоа реков, ја уште еднаш споменам дека имаме потреба од млад потенцијал за да го динамизираме развојот на универзитетот. Универзитетот се наоѓа во значајна динамика на својот развој, континуирано се развива, меѓутоа доколку не сака тој развој да биде спречен, мора да се примат подмладок на универзитетот во поглед на асистентите, за да може да се обезбеди поквалитетна настава, да се обезбеди развој на универзитетот, за да може и днината на универзитетот да биде многу поизвестна. Прочем изјавата на министрот за финансии е дека ќе бидат одвоени средства за млади асистенти, бидејќи фрапира една бројка се на 84 асистенти има на сите државни универзитети во Македонија. Кога ќе го подели според бројот на студенти, тоа изгледа многу мала бројка, и тоа не само на еден факултет, туку на сите факултети и на сите универзитети. И фрапатна е бројката 84 на 4 државни универзитети. Тоа и во просек доаѓа по 20, а според големината многу помалку. Но, професоре, јас во тој контекст би го охрабрил министерот за финансии да биде похрабар во поглед на тоа и да обезбеди доволно средства да се можат да се изврши подмладување на универзитетите, на државните универзитети во Република Македонија, бидејќи тоа е во интерес на сите нас. Од друга страна е добра прилика да најдобрите не ни заминат од државата, него не останат на универзитетите, за тоа да креираат околина за подобро живење на граѓаните во државата, бидејќи доколку граѓаните не го ползуваат оној начин интелектуален потенцијал од висок калибар, мислам дека не се направиле права работа, мислам дека треба да ги задржиме најдобрите на универзитетите и тука нема алтернатива во тоа дали треба или не треба. Мора да се примат поголема количина на млади асистенти на универзитетите за да можат, реков, да се динамизира развојот на универзитетите, да можат тие универзитети да опстојат. Иначе во спротивно многу ќе биде неизвестен патот на државните универзитети во Република Македонија доколку не и подмладени. Така.
Професор, со деканите и продеканите на секој од посебните факултети разговаравме. Тие кажа студиските програми и бројот на студенти кои ќе бидат запишани така натаму. Вие како ректор, што очекувате од новата година? Студенти, истражувачки центри, помош од државата? Доколку го повториме резултатот од минатата година за прием на студенти во прва година, кој минатата година изнесуваше околу 2 или 2 студенти во прва година, за нас ќе биде исклучително голем резултат. Имајќи предвид се што се случува во оно што значи, да кажеме, динамика на движење на населението, не само во Република Македонија, но во сето овој регион, во делот на процесите на емиграцијата, во тоа што значи наталитет во државата, тоа што значи средно образование, мислам дека таквите бројки за универзитетот се солидни бројки и мислам дека со таквите бројки, доколку ги повториме оваа година, ја реков дека секоја година се проблемите се поизразени во поглед на тоа што голем дел од младите заминуваат, не само по поглед на тоа дека поради економски причини го заминуваат, веројатно и поради тоа што барат и поквалитетни високообразовни системи. Мораме да делуваме на тоа да бидеме добри во образованието, да направиме квалитетно образование, за да можат нашите студенти кои ќе завршат да бидат равноправни граѓани во таа Европска унија во која се стремиме таму и мислам дека скоро веќе ќе почнеме да преговараме за неа. Професор, отворањето на поглавјата со Европа ќе биде комплексен процес каде што ќе треба знаење, умешност, каде што е нужна потребата од високо образовани луѓе кои го разбираат светот кон кој се стремиме. Не нашиот левантински, туку светот кон и вредности кон се стремиме. Сега, моето прашање е кон вас како академик и како професор. Колку улогата на професорите во целиот овој процес треба да биде подигната на повисоко ниво? Бидејќи ние досега сме сведоци на партизација и политизација на сите процеси на ниво на членови на партија, народно-крајни односи и така слични постапки. Европа така работи не признава. Признава само квалитет и рокови. Вашето мислење околу ова, академиче? Нема дилеми во поглед на тоа дека сите ресурси на државата треба да бидат ставени во функција на нашето интегрирање побрзо во Европска унија. Тука нема никакви дилеми во поглед на тоа дали треба да бидат поделени или не поделени, го треба да бидат сите во иста насока, дека треба во интерес на доброто на граѓаните, во интерес на квалитетниот живот на граѓаните, оно што значи развој на нашето општество, би требало да ги спрегнеме сите потенцијали што постојат на сите универзитети, бидејќи има квалитетни луѓе кои може да се вклучат во сите комисии кои ќе бидат формирани веројатно за пишување на поглавјата и мислам дека тоа е правата насока што треба да се искористи потенцијалот што постои во Македонија, независно од тоа кој како размислува и кој некаде припаѓа. Сите треба да припаѓаме на едно, тоа е да Македонија биде добро место за живење и да бидеме дел од она што значи поширока Европа. Мислам, убаво е да бидеме членки на една голема заедница која дели некои вредности кои ние како општество ги делиме. Последното прашање мора да го искористам академик Боев и околу неговото стручно знаење, научно знаење, бидејќи сега како академик е дел од истражувачките процеси на Академијата Македонија, барем во одсекот каде што вие толку години сте професор, најдена одредена дилема отварањето на родниците, имаме од еколошки до етички разногласија во државата. Се прашали струката околу тоа, што е перспективата на рударството во Македонија? Јас многу кратко ќе го дефинирам проблемот што треба да биде дебатиран и што треба да биде представен на реални основи. Ние не сме изолиран систем во светот и да постои само просторот на Република Македонија и да одлучуваме само ние за себе си. Ние како ФЕЛА кои работиме во природните ресурси, немаме дилема од тоа дали треба да бидат имплементирани или не треба да бидат имплементирани стандардите за екологија. Доколку не се имплементирани стандардите за екологија, ние не прифаќаме да биде нешто работено. Значи, прифаќаме да се работи по највисоки стандарди, она што значи европски стандарди. Ако нечеме да ги примениме светските стандарди, ако сметаме дека европски се подобри, ги прифаќаме европски стандарди за искористување на природните ресурси пред се минералните ресурси. И доколку тоа го правиме и сме кадрени да го правиме на таков начин, тоа треба да го правиме како што го прават сите развиени држави. Доколку не сме кадрени да го правиме на таков начин, не треба да го правиме во интерес на тоа да ја загрозуваме животната околина. Меѓутоа, ако тоа се прави, реков, во такви параметри што не представува влијание во животната средина, би требало да се работи, бидејќи во секој случај представува значаен потенцијал за развојот на државата. Не треба да ја ускратиме можноста на граѓани да живеат подобро од било која активност што можеме да ја правиме во Република Македонија, а не на штета на здравјето на граѓаните, не на штета на
за грозна животна средина, не на штета на уништување на средината за интергенерации. Не прифаќаме такви, да кажем, идеи да работиме нешто што е надвор од законите. Не. Сакаме да го работиме тоа во контекст на она што значат норми, она што значат европски регулативи и доколку тоа така, мислам дека е вред. И тука мислам дека информирањето на граѓаните не е во доволна мерка направено на начин на кој што треба. Треба да се представат проблемите во прав смисол на она што значи влијание врз животната средина. Јас само ќе споменам еден момент и тука ќе завршам. Во поголем дел од дебатите се употребува формулацијата дека не се загадени водите, не се поради, да кажеме, она што значи работа во ресурсите, експлоатација на ресурсите. Меѓутоа, реалноста не е таква. Вие немате во Македонија ниту еден водовод за пиење кој не го употребив. Таков не постои. Значи, сите градови во Република Македонија се снабдуваат од водоводи, пред се во најголем случај од подземните води или од површинските води на кои има фабрики за пречиствување на водите. Значи, ако е така состојбата во животната средина во Република Македонија, тогаш ние веројатно сите ќе пиеме вода од шишиња, а нема да ги потребуваме нашите водоводи. Меѓутоа во Македонија немате ни еден град кој нема водовод за пиење. Мислам дека правилната информација на граѓаните треба да биде нормално правилно дадена. Па уште еднаш ќе повторам, ако сме кадарни да го правиме тоа на начин како што го прават модерните развиени европски држави, треба да го правиме. Не е добро да не го правиме ако другите го прават. Значи, Македонија има одреден потенцијал во ресурсите и би било добро да го искористи. Македонија има потенцијал во истражувачките резултати на тие ресурси, што треба да ги продолжи истражувањата за да може да се некои бенефити за граѓаните добијат од тие ресурси. Јас само ќе ви споменам еден момент. Денеска сите разговараме за обновливи извори на енергија. Никој не споменува прашањето каде ќе складираме таа енергија. Значи, вие ако имате обновливи извори на енергија, вие не може да имате 100% систем кој ќе работи на обновливи систем на енергија. Мора да имате и други системи на енергија за да можете да го држите системот. Спротивно нема да ви работат системите. Значи, од друга страна, денеска развојот на батерии за складирање на поголема количина обновливи извори на енергија е нагласено прашање. Ако читате, беше скоро промовирана најголемата батерија на литиумска батерија во Австралија, која може да складира енергија за потребите на еден град. Меѓутоа, таа батерија нешто треба да биде изработена. Дека потребни се минерали. Значи, во Македонија никој не го споменува прашањето за истражување на литиумот во Македонија, иако соседните држава Србија го откри најголемото наџавиште на литиум во светот. И ние зборуваме за теми држава да треба да ги користи сите ресурси што се потребни за развој на подобро живење на граѓаните во насока на одржлив развој. Значи, пак што споменам, не прифаќаме да правиме интервенции во средината кои не се на ниво што ги прават другите развиени европски држави. Благодарам за. Благодарам и јас на вас. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со академик Боев, ректор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, и ќе запаметам една негова реченица која што вели: ако не сме кадарни, не треба да го правиме. Нека остане ова као лајтмотив на сите овие разговори. Мојата поента беше извлечена од разговорот со порнешната министерка која вели 19-20 универзитети во Македонија. А нека остане мислењето на академикот: ако не сме кадарни, зошто го правиме? Довидување до новиот серијал разговори со професорите или со отворена тема на програмата на телевизија.